А од сите теми време малку да одмориме со една убава тема која што денес во студиото со колешката Вики е Александар Крстевски, психолог и психотерапевт, кој што ќе ни ги пренесе импресиите од Македонија, односно еден спој на фотографии и поезии инспирирани од нашата убава земја. Верувам дека ќе ви биде убав инспиративен разговорот, повелете. Токму така, ти благодариме, Оливера. Александар, ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Многу ме радува за можеби прва медиумска промоција на импресии од Македонија. Спојна фотографии и поезија токму од вас, едно прекрасно убаво дело кое што чинам дека секој од нас треба да го има во своите раце и да се запознае можеби со сите убавини кои ги нуди Македонија. Ви благодарам уште еднаш и добро дојдовте во студиото на телевизија Алфа. Благодарам на поканата, добро утро, поздрав за сите гледачи на телевизија Алфа. Така, психолог и психотерапевт по вокација, меѓутоа ова кое што ни го носите денес и чија промоција ќе се случи токму во телевизија Алфа е вашето хоби кое што навистина импресионира. Импресии од Македонија, како се создаваше, која е идејата на ова парче душа од вас? Значи, книгата настана случајно. Прво настанаа фотографиите. Тие се изработувани во период од неколку години. Мене фотографијата ми е хоби од одамна. Секако дека создавањето на една книга со фотографија од Македонија е подолг период на работа, бидејќи за да се создадат тие фотографии треба да се посетат многу места во нашата држава. Треба доста посветување, доста труд. Книгата настана од кога се создаде еден добар фонд на фотографии и сметав дека е вредно тие фотографии кои ги имам во дигитална форма да се стават и во една печатена форма која би останале како некој траен спомен и од мојата работа и нешто што би било интересно за оние кои се интересираат за фотографијата во Македонија и општо што ја сакаат нашата држава. Македонија навистина мала географски држава, меѓутоа е исклучително богата со многу убавини. Јас доста патувам низ различни предели низ Македонија и низ овие години се создаде еден мощен интересен фонд на фотографии, така што во книгата е избор само на околу 60 на фотографии кои јас сметав дека се интересни и вредни да бидат ставени во печатена форма и така некако дојде до оваа книга под наслов Импресии од Македонија. Импресионира сето она фотографирано, сета она убавина која што со себе носат сите предели и места во Македонија, но од друга страна мене ме импресионираат и стиховите кои што ги оставате на листовите хартија, токму она кое што можеби ми паѓа во очи е убавиот Охрид, безвременскиот Охрид и она кое што го преточувате како стихови. Велите кога последните зраци од денот ќе се пробијат низ густите облаци, се раѓа тишина што зборува. Водата ја прегрнува светлината, планините молчат, а црквата на ридот како да сведочи за вечноста. Овде се гледа и талентот за убавиот пишан збор, за поезијата. Значи ли тоа дека за прв пат на листот хартија го ставате и талентот кон пишувањето, кон поезијата и кон убавиот збор, или веќе досега имате можеби нешто објавено во тој дел? Да, ова е прва книга, воопшто мислам, прва публикација. Ова што го спомнавте за Охрид, тоа е така бидејќи јас сум по потекло од Охрид и многу голем дел од времето го минувам таму и секако Охрид е вечна инспирација за фотографирање, има многу, мислам, предели и во убавини во природата, и архитектурата, и во пейзажот. А ова со поезијата дојде непланирано, бидејќи многу автентично, јас ќе ве прекинам, досега чинам нема некој ваков спој на вакво хоби. Ја како што кажав, прво настанаа фотографиите и потоа дојде идејата дека треба да се стават во некаква печатена форма. Кога се ставеа во печатена форма, мислам кога се градеше публикацијата, сметав дека не е доволно само фотографија, дека е добро да она се збогати и со некој пишан збор. Така да постепено се создаваше, фотографиите се создаваа низ годините, а во минатата една година се создаваше, да речам, текстот, инспирациите за секоја фотографија, така да требаше еден период на вистина да дојде до лично поврзување мое емотивно со зборот, затоа што и во самиот момент кога човек ја прави фотографијата, кога иде на некое место, го слика некој пейзаж, самиот момент е инспиративен, али кога фотографијата ја имаме, ја гледаме, доживуваме и дополнителни некои емоции кои што ги пренесуваме во поезија или во проза или во било која форма, така да настане една збирна
симбиоза така буквално. на фотографија и поезија и така да баш настане едно уникатно и интересно дело. Многу ме радува што тоа не се обични зборови, извираат овие зборови од вас, еве подсенката на Галичица, многу ме инспирираат овие стихови. Во подножието на Галичица, каде планината ги прегрнува езерските брегови, тишината зборува најгласно. Како го поврзувате ова со психологијата и психотерапијата, Александар? Да, па доста е поврзано, може би вака на прв поглед делува чудно каква врска има психологија со фотографија или со поезија и слично, меѓутоа ние во психологијата и во психотерапијата најчесто се занимаваме со емоциите на луѓето. Луѓето доаѓаат на психотерапија најчесто заради некакви емоционални состојби и гледаме да ги истражиме, проучиме и слично. Сега и во фотографијата имаме емотивен момент. Самиот чин да се иде на едно место, да се направи некоја фотографија, да се забележи некој пейзаж, да се ужива во моментот, да се живее со сите сетила во тој момент, бидејќи овдека е пренесено визуелниот момент. Меѓутоа фотографот кога иде на некое место, тој не го гледа само визуелниот момент, тој ја слуша и природата, и мирисите, и се што е околу него. Така да емоциите се многу присутни. Значи во самиот момент на создавање на фотографијата, на доживување на сценографијата, потоа во самиот момент кога сум ја пишувал книгата, кога сум ги склопувал фотографиите, текстот и слично, така да емоциите се многу присутни и сигурно дека се тие некаква и лична рефлексија на она што јас сум го чувствувал во тој момент, така да е многу поврзано со психологијата. Значи ли тоа дека и вие како психолог и психотерапевт на овој начин ги искажувате вашите емоции, токму преку фотографијата и преку бавиот пишан збор? И колку препорачувате и граѓаните и можеби и вашите клиенти секако да го прават тоа на начин најблизок до нив? Секако, да, многу е корисно. Значи, луѓето најчесто кои доаѓаат, пример на психотерапија, доаѓаат заради анксиозност, стрес, кои се денеска најактуелни теми во психотерапијата или во психологијата. И често се препорачуваат разни техники, се работи тоа во рамки на сеансата. Меѓутоа, тоа што е добро е дека човек треба да патува, да биде во природата, бидејќи во допирот со природата доаѓа во контактот како со незе и со себе и со сопствените чувства. И многу е важно да живее со сите свои сетила. Кога ние идеме, например, на прошетка, на патување, не е само доволно физички да сме присутни на едно место. Например, го спомнавте моментот Галичица, езерото и слично. Него да ги доживуваме сите моменти кои што се таму во тоа место. Значи, визуелно да уживаме во секој детал. Дали е тоа во бојата на растенијата, бојата на езерото, бојата на небото, звукот на птиците, мирисот на растенијата. Значи, кога сме во контакт со сите тие работи кои не обкружуваат, ние се фокусираме и на себе и на природата и на тој начин многу делува смирувачки за секојдневниот стрес и за секојдневната анксиозност со која поминуваме. Да, фактот дека вие сте навистина поврзан со природата, создавајќи ги овие фотографии, овие дела, го зборува и тоа дека ја потенцирате скоро често тишината, која што делува најверојатно кај вас секако убаво. Ете и конкретно за кањон Матка, велите таму каде што тишината има ехо, а времето плива бавно како чамец по водата. Матка нуди свет различен од секојдневието. Колку умееме како слушатели, како гледачи, како луѓе кои што ги посетуваме и сите овие места кои што непосредно се во наша близина, токму така да ги почувствуваме како што вие ни ги доловувате на фотографиите. Да, па тоа баш ова што го спомнав претходно, значи тишината, да, тоа е момент кога доаѓаме во контакт со себе, но доаѓаме во контакт со она што не обкружува. Тоа е многу битно за да се фокусираме на себе си, бидејќи кога живееме стресно, напорно, ние како да не сме во контакт со себе си, како да не сме во контакт, живееме рутински и природата знае да биде многу инспиративна. Ја подценивме ли, Александар, природата и моќта на природата и моќта на сето она кое не обкружува во поврзаност со нашето ментално здравје? Може би не ја подценуваме, свесни сме дека природата има своја моќ и така натаму, но пак она што голем битен е контактот со неа. Значи, не е само да идеме во природа, него да живееме со сите сетила, да забележуваме, да чувствуваме. Значи, чувствата се многу битен момент. Така да, природата е инспиративна, Македонија е инспиративна земја, не само од аспект на природа, од аспект на секој дел незин, култура, храна, архитектура.
Така да, кога би ја доживеале Македонија во секој нејзин сегмент, и повеќе ќе ја цениме незе, а и ќе знаеме дека живееме во вредна, во интересна земја, иако е мала, многу богата, многу разнолика и затоа е инспиративна. И затоа и книгата се вика Импресии од Македонија. Импресии од Македонија и токму импресивни фотографии, зборови токму за Македонија, од различните предели на Македонија, па се до главниот град, Кањон Матка и сите култни обележја на Скопје. Колку Скопје инспирира денес? Па, Скопје исто како Македонија во мало, град со многу контрасти. Он има стара историја, значи има и убави природни пейзажи околу него. Матка, например, како што го спомнавте, е исклучително место, а и самиот град, бидејќи сме ние мултикултурна држава во кој се присутни различни културни влијанија. Сето тоа, целиот тој контраст и во Скопје и во Македонија е многу инспиративен за фотографите, бидејќи фотографите баш сакаат контрасти. Тие се нешто што се впечатливо, интересно и привлечно за фотографирање. Македонија, Скопје секако ги имаат тие контрасти и затоа сметам дека е Македонија исклучително вредна држава за фотографирање и дека секој фотограф ќе најде нешто интересно во неа. Така, зависи... Странците се чудени видени кога ќе дојдат од буите што ги нуди нашата природа. Така е точно. И уживаат сликајки. Есенска симфонија во Гари допирате до места кои можеби на повеќе од јавноста не допреле до нив, односно не им се познати. Значи ли тоа дека можеби се запознаваме преку овие места токму и преку оваа книга или доаѓаме до нив, ги спознаваме? Скриените убавини, можеби, на Македонија? Секако. Книгата тука има избор околу 60 на фотографии, тоа е многу мал дел од Македонија. Има многу места што не се представени, а се надевам ќе бидат представени во некое наредно издание дополнето од книгата. А секако дека има многу мали, непознати места кои што луѓето можеби ги потценуваат или на прв поглед им изгледаат као неатрактивни, непривлечени или што би правел ја таму, но секако дека секое село е уникатно, во секое место има нешто интересно. И многу места не ги познаваме ни ние, а камоли странците кои доаѓаат во Македонија. Понекогаш се случува странците и поиќе да дознаат за некои места во Македонија кои што ние доволно и не ги познаваме. Така, многу импресионира што пишувате, велите овде убавината не е во совршенството, туку е во автентичноста, во луѓето, со насмевки искрени како сонцето, во калдрмисаните улички што ги чуваат сеќавањата, во мирисот на липата во јуни. Во интерес на времето и од режија веќе ми сугерираат, Александар, каква е идејата за ова парче душа, како ќе се промовира понатаму, кој се треба да ја има книгата, ќе има ли соработка можеби со останати книжари и книжевни места за ете да си ја набават и да дојдат до Импресии од Македонија, сите заинтересирани кои ќе посакаат секако. Да, книгата е сега испечатена пред еден месец, затоа што е се уште лето, се надеваме дека од есен книгава ќе може да се најде во некој од книжарите од Македонија. Во иднина се надам дека ќе има збогатено ново издание, бидејќи ќе има и нови места кои ќе треба да бидат представени во книгата. Така да, ете, во перспектива сметам да го продолжам тоа што го работам како хоби фотографијата, а исто така им посакувам на сите кои се занимаваат со фотографија да направат нешто слично. Не е само доволно да останат работите на фотографија и дигитална форма, него добро и да се пренесат во печатена форма, бидејќи печатената форма е сепак нешто трајно што останува за генерации. Ти благодарам многу од името, од мое име и од името на сите оние кои си ја љубат и сакаат татковината и Македонија за ова парче душа, за ова дело во кое што ќе можеме да уживаме преку фотографиите испреплетени со зборот поезија. Александар, и ти честитам и ти посакувам уште многу успеси, како на ова поле, така и на професионален план, и секогаш сме отворени за промоција на вакви дела кои што ја представуваат убавината на Македонија. Ви благодарам на поканата многу. Благодарам на двајцата.